Втор дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на Македонија во Делчево синоќа одржа трибина како дел од караванот на Македонија и треба твојата иднина. Целта беше да се слушнат идеите на младите делчевчани. Центарот за развој на Источен плански регион за оваа година со голем број на инфраструктурни проекти. Еден од нив е изградба на брана на Оризарска река. Полициските службеници достапни на жителите на селата е новиот проект на секторот за внатрешни работи Штип. Жителите на населените места во Виница први се запознаа со новиот проект. Со бесплатните проекти за типски куќи, граѓаните заштедуваат околу 2000 евра, а интересот на граѓаните за проектот за бесплатни проекти за типски куќи е голем, истакна денес председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, одговарајќи на новинарско прашање, денес истакна дека интересот на граѓаните за проектот за бесплатни проекти за типски куќи е голем. Граѓаните или доаѓаат во Министерството за транспорт и врски или пак ги симнуваат преку интернет бесплатните проекти. Интересот е голем број на граѓани или доаѓаат во Министерството за транспорт или ги симнуваат преку интернет. Има за сега 6 различни проекти за куќи со различна квадратура. Меѓутоа, како што знаете, министерот за транспорт неодамна објави дека ќе се направат најмалку уште толку, а според неговите намери и повеќе. Значи најмалку уште 6, а веројатно и 10 или повеќе различни видови на куќи, дизајни, различна квадратура, различна големина. Според Груевски, ова ќе биде одлична можност за оние граѓани кои немаат доволно средства и не можат да си дозволат да го платат проектот. Граѓаните ќе имаат одлична можност да заштедат износи околу 2000 евра. Оние кои што ги немаат, секако оние кои што има пари да се нарача проект, ќе нарача по сопствена желба, каде што секој квадрат, секој катче ќе биде од него одобрен или предложен на архитектот или на некој начин во 100% склад со неговите желби. Меѓутоа, многу граѓани немаат доволно средства за тоа да го направат, едва и наоѓаат кредити или начин како да дојдат до сопствена куќа и не можат да си дозволат да го платат и проектот. Така што за таквата категорија граѓани, Министерството за транспорт и владата веќе пред неколку месеци објави 6 готови типски проекти на куќи, а сега подготвува уште најмалку 6, веројатно и повеќе од 6 типски проекти за изградба на куќи, како што кажа, со различна големина и квадратура, со различен дизајн и со различно внатрешно уредување. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН синоќа во Делчево одржа трибина како дел од караванот на Македонија и треба твојата идеја. Целта беше да се слушнат идеите на младите делчевчани, а најдобрите од нив ќе бидат дел од новата програма на ВМРО ДПМН. Реконструкција на постоечките изградба на нови спортски терени, решавање на статусот на младите по волонтирањето, за овие и многу други прашања и идеи синоќа се дискутираше во Делчево во рамки на одржаната трибина на Унијата на млади сили насловена на Македонија и треба твојата идеја. Предлагам реконструкција на спортските игралишта и терени ширум општина Делчево заедно со подрачните населби и села, како и на планината Болот. Таму каде што е реално нешто да направиме во моментот, ние ги преземеме веднаш. Значи на било која забелешка дека некаде треба кошови стативи, значи ние ќе реагираме веднаш. Да има волонтирање, со тоа волонтирање да има и бенефит од тоа волонтирање, да има и работа. Во наредната програма ова прашање за младите луѓе ќе биде решено. Сега да не скокаме ние претходно, веројатно председателот Груевски го формулира тоа наскоро, но ова прашање од наша страна веќе е утврдено како постоечко. Целта на ваквите трибини е токму идеите кои ќе произлезат од младите луѓе да влезат во сеопфатната програма на ВМРО ДПМН и адаптирана кон потребите на младите.
Целиме во еден конструктивен диалог кој што го развиваме со сите симпатизери на ВМРО ДПМН, члени на ВМРО ДПМН, како и сите граѓани на општина Делчево кои што сметаат дека може да дадат свој придонес во една соработка со нив, да работиме кон една програма насочена кон подобрување на севкупните текови во нашата земја. Верувам дека е многу големо задоволството кога некоја ваша идеја, дадена на некоја токму ваква средба, ќе влезе во таа предизборна програма и подоцна од устата на председателот Никола Груевски ќе биде промовирана пред македонската јавност. Председателот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Лука Кржаловски на синокешната трибина истакна дека голем број од проектите кои се реализирани во насока на подобрување на животот на студентите се произлезени токму од ваквите средби со младите. Опремување на студентските домови во Скопје и во другите градови со сушални и перални за прв пат во историјата на Република Македонија. Идните студенти и сите студенти кои што сега студираат имаат можност да ја користат оваа мерка и најдовме на огромно задоволство и од студентите кои што студираат во Скопје, како и мерката бесплатен јавен превоз за сите студенти кои што учат на државните факултети. Од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН најавија дека трибините на Македонија и треба твојата идеја продолжуваат и во наредниот период. Младите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип денес делеа информативни флаери за владините мерки кои се наменети за младите. Целта е подобро да ги запознаат штипјани со се она што е предвидено за подобрување на животот на младите во државата. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Општина Штип денес се овде за да ги промовира новите проекти од програмата Македонија за младите, младите за Македонија. Затоа денес решивме на младите од Општина Штип да ги поделиме флаери каде поконкретно се офатени сите овие проекти. Дел од тие проекти се средношколска среда, патување за недобрите студенти со над 9,5 просек на првите 3 рангирани универзитети, купи куќа за млади до 35 години, како и 150 унифицирани игралишта за баскет. Јавното предпријатие ИСАР од понеделник започнува со нов проект за подигање на еколошката свест кај штипјани. Оној кој ќе собере најмногу пластичен отпад ќе добие LCD телевизор. Јавното предпријатие месечно собира над 1500 килограми пластичен отпад, кој го преработува во сопствената фабрика. Јавното предпријатие ИСАР од понеделник ќе започне со нов проект со кој ќе ја подига еколошката свест на граѓаните на Штип. Целта е граѓаните и фирмите повеќе да се ангажираат и собираат пластичен отпад и да го предаваат на јавното предпријатие, кој ќе ги награди оние кои ќе предадат најголема количина од овој отпад. Сакаме да ги потекнеме сите граѓани, да ги повикаме да упатиме еден повик до нив, не само граѓаните, него сите правни и физички лица кои сакаат и имаат интерес да се вклучат во нашата акција која што организира јавното предпријатие ИСАР, да поединци и фирми кои што ќе соберат повеќе пластика и ќе ја предадат на јавното предпријатие, оној кој што ќе има најголемо количество предадена пластика, односно отпад од пластичен материјал, ќе добие како награда телевизор LCD. Ова јавно предпријатие месечно собира околу 1500 килограми пластичен отпад, кој го преработува во сопствената фабрика. Поголема количина од тој отпад ние собираме во училиштата и градинките и останатиот дел од градот има помала количина. Овој сиот отпад ние кој го собираме го носиме во нашата фабрика каде тој се пакува и по претходен договор во фирмата Пакумар Скопје се продава. Иначе ние месечно собираме негде од 1200 до 1500 килограми на пластика. Во последните години во Штип е зголемена свеста на граѓаните за селекција на комуналниот од останатиот отпад. Центарот за Источен плански регион за оваа година има предвидено да реализира голем број инфраструктурни проекти, со кои ќе се подобрат условите за живот во голем број општини од Истокот. Еден од нив е изградба на браната на Оризарска река. Активно течат проектите на Источно-планскиот регион. Рече се половина од нив веќе се завршени или ќе завршат во најкраток временски период. Во моментот се завршуваат повеќе проекти за кои што Центарот доби грант од Швајцарската амбасада и Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата за зачување на природата во Македонија.
Еден од проектите што го доби е општина Кочани, се работи за дислокација на десен колектор на река Оризари со потпорни ѕидови. Тоа беше огромен проблем кој што се јави со поплавите што ги имавме. Овој проект е веќе во завршна фаза, бидејќи колекторот е дислоциран, ѕидот е веќе повеќе од половина изграден. Вториот е регулација на река Киселица. Тој проект го доби општина Пробиштип, за разлика од општина Кочани, општина Пробиштип има и собствено кофинансирање, бидејќи се работеше за поголем проект и некаде околу 60% од градежните активности се веќе завршени на овој проект. Ивиница е една од општините на истокот која се справува со доста голем проблем. Поголем проблем се работи за 7 потпорни ѕидови на патишта кои што се фактички во централното градско подрачје и кои што се целосно оштетени, и самото нивно паѓање би можело да предизвика огромни не само материјална штета, него може да се случат и човечки животи да загинат. Општината веќе изработи техничка документација за проектот, но ќе чека ревидирање и согласност од Институтот за земјотресно инженерство. Во низата проекти Источнопланскиот регион веќе работи на уште 4 проекти, на кои ќе се работи од заштедените јавни набавки од минатата година, а се работи за финансиски средства некаде околу 90.000 евра. Полициските службеници достапни и на жителите на селата е новиот проект на Одделот за превенција при секторот за внатрешни работи Штип, кој за прв пат беше презентиран во општина Виница пред жителите на селата кои гравитираат во оваа општина. Пазарниот ден во градот можат да го искористат за средба со полицискиот службеник кој ќе биде дежурен во локалната самоуправа. Полициските службеници се подостапни и до жителите на населените места во Виничко. Среда пазарниот ден во Виница ќе можат да го користат за средба со дежурниот полицаец во просториите на локалната самоуправа. Новиот проект на Одделот за превенција во Штип деновиве беше презентиран и пред првите луѓе на 15 села во општината. Цел да ги запознаеме председателите на урбаните местни заедници, да тие во нивните средини пренесат дека секоја среда во времето од 8 до 15 часот во просториите на инфоцентарот во општина Виница ќе имаме представник од полициската станица од општина надлежност Виница, се со цел да ги слушне безбедносните проблеми на граѓаните и од наша страна да бидат преземени соодветни мерки за решавање на тие безбедносни проблеми. Целта на проектот е доближување до граѓаните и повраќање на довербата. Присуството на полицијата, присутните го искористија и јавно да реагираат за конкретни проблеми кои ги засегаат во секојдневието. Колите се секоја по кој дека се не, улица, тротоар, друго трет. И што се тука работат полицијата? Значи, во среда дојде полицијата и секоја кола ја слика на секој тротоар. Тука се казнава луѓето под не знам колку е глоба. На состанокот кој го организираше советодавната група на граѓани се начна и актуелните проблеми со јавното осветлување во Ромското мало, слабата заштита на резервоарот за вода во близина на џамијата, како и непостоење на електрична мрежа од страна на Евана за приклучок на струја на легализираните индивидуални градби во Ромското мало. Во врска со јавното уличното осветлување преку информативниот центар, како може да се реши овој проблем? Токму тоа ќе биде и работата на дежурниот полицаец во просториите на локалната самоуправа, секоја среда да ги евидентира реакциите од населението кои се поврзани со нивната безбедност и со нарушување на јавниот ред и мир и понатаму да презеде мерки преку надлежните служби за што побрзо решавање на истите. Одсекот за превенција при СВР Штип паралелно со овој проект кој треба да ја олесни комуникацијата на граѓаните со полицијата, паралелно го започнува и проектот Никотоманија, во кој ќе бидат вклучени ученици од основно и средно образование. Хуманитарна помош за околу 265 семејства вчера од Саудиска Арабија пристигна за социјално загрозените лица од Берово, Пехчево и Делчево. Хуманитарната акција ја спроведе невладината организација Туркбаир во соработка со општина Пехчево. 265 семејства од социјален ризик од Делчево, Пехчево и Берово добија хуманитарна помош, пакети со прехранбени производи, кебиња и вода.
Невладиното здружение Туркбајр од село Црник во соработка со здружението Махо Огранок од Тетово заедно со општина Пехчево ја спроведува оваа хуманитарна акција, се со цел да им се помогне на жителите од социјален ризик во овој зимски период кога тешко можат да се обезбедат приходи за своите семејства. Денес општина Пехчево преку Туркбајр од село Црник ќе додели 50 пакети помош на социјално ранливи категории на наши сограѓани. Во овие времиња кои што не дозволуваат овие категории на луѓе кои што се и невработени да на некој начин успеат да си заработат, да им дојде некоја помош плюс за во како што спомнав во прехранбени продукти. Па видите сега, ние појдовме од целиот регион да го фатиме трите општини, Берово, Пехчево и Делчево. Сега се наоѓаме баш во Пехчево, претходно во Берово поделивме по 50 пакети, по 50 чебиња, исто и тука во Пехчево 50 чебиња и 50 пакети. И сега ќе продолжиме за Црник, Треботивишće и Делчево. Жителите задоволни од хуманитарните пакети и благодарни на општината и здружението велат дека ова за нив многу значи, но сепак голема мака им е невработеноста. Социјално зима, невработен сум. Што ќе значи за вас ова помош? Па таа помош нешто ќе значи малку подобрување на семејството нешто. Имам 2 деца. Благодарни сме се, што дадат, се сме благодарни. Задоволна сам и за това, ама нека најдат работа за децата. 3 деца без работа се. Това е па шукр на Аллах, така да речеме, благодарни сме пали од това да речеме, иначе това за нас не ни треба. Благодарен, много благодарен. Што ќе значи за вас ова? Повеќе, по-голем помош, по-добар живот. Така. Невработен. И боловање, се работа. Социјалка зима, да. Многу сме благодарни за пакетите од Исламското дружение и од општината. Не работиме никаде, ни сопругу не работи, ни ние си имаме социјално само 2300 динара, немаме особено само за струја. Во Делчево хуманитарни пакети добија самохраните мајки и социјалните семејства од ромска припадност. Преку игра детската градинка Астибо Штип ќе ја поттикнува креативноста и ќе ја открива надареноста на децата. Овие проекти се дел од програмата на Центарот Никола Тесла за зголемување на интелектуалниот коефициент кај децата. Исто така детската градинка во последните години работи и на голем број проекти кои се однесуваат на поголема вклученост во образованието на децата со посебни потреби. Секојдневното посветено работење со децата допринесува до нивниот правилен раст и развој. Во семејството како столб поттекнува основата на однесувањето на најмалите, а потоа во образовните установи. Детските градинки се следниот чекор, каде воспитувачите се тие кои на децата им го влеваат потребното знаење и кои можат да ги препознаат различните потенцијали. Во детската градинка Астибо во Штип, поточно во сите клонови, наскоро треба да започне проект во кој ќе бидат вклучени сите деца, а кој ќе се однесува на тоа преку игра да се поттикне нивната креативност и откривање на надореноста на децата. Така во објектот на градинката Астибо ќе се реализира проектот Куклите во мојата градинка, во објектот Цветови ќе се реализира Мојот свет преку слика и боја, во објектот Сончогледи ќе се реализира проектот Музика секаде околу нас и во објектот Бамби ќе се реализира развој на говорот преку поттикнување и откривање на таинствени задачи и приказни. Последните неколку години во детската градинка Астибо посебно внимание се посветува на инклузивното образование и воспитание на децата со посебни потреби, вклучувајќи ги и децата со надпросечен талент, истакнува Симоновска. Долгогодишното искуство и работа со деца не поттикна сите вработени во нашата установа да размислуваме во таа насока, заради тоа што во секоја група има дечиња кои што се двојат со својата работа, со своите активности, со својата брзина на размислување, брзина на решавање на зададените задачи и така натаму, па си рековме зошто не би го поттикнале тоа кај сите деца,
па да видиме како на крајот ќе се развијат сите тие работи. Ова е и дел од задолжителната програма која што ја реализираме во градинките за поттикнување на креативноста и откривање на наредноста, и тоа е една многу добра работа која што според мене треба да продолжи да се реализира и во основното образование и понатаму во текот на целиот образовен процес. Овој и сите наредни проекти поврзани со поттикнување на креативноста кај децата поттикнати се од НТЦ системот на учење, односно преку програмата на Центарот Никола Тесла за зголемување на интелектуалниот коефициент кај децата преку секојдневни игровни активности. Во чест на кинеската нова година, во понеделник ќе се одржи мултимедијален перформанс во организација на Филолошкиот факултет и Институтот за јазици на Универзитетот Гоце Делчев, во соработка со Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип. На настанот кој ќе започне во 12 часот, поздравно обраќање до студентите од Универзитетот Хебе и Вокина ќе има деканот на Филолошкиот факултет во Штип, доцент доктор Драгана Кузмановска. Како дел од програмата е и промоцијата на кинескиот календар 2016, мини есеи за кинеската култура Мир и напредок, чиј автор е доктор Марија Емилија Кукубајска. Во силниот земјотрес што синоќа го погоди јужниот дел на Тајван, загина најмалку 7 луѓе, меѓу кои 2 деца. Земјотресот предизвика уривање на најмалку 4 згради, од кои една од 17 катови. Околу 230 луѓе се спасени од подурнатините, додека 380 се повредени во земјотресот. Се уште се трага по 26 луѓе. Силниот земјотрес бил со интензитет од 6,4 степени според Рихтеровата скала. Епицентарот на земјотресот бил на 25 километри јужно од градот Јуджинг. Новинарката од белгискиот телевизиски канал РТБФ Есмералда Лабел се покажа меѓу 22 жени жртви на сексуални напади во текот на карневалот во германскиот град Келн. При тоа злосторниците го нападнале новинарот без да се срамат од вклучената телевизиска камера и се случило во директниот пренос во живо. На кадрите распостранети од бројни медиуми се гледа како зад грбот на жената се појавуваат тројца млади германци. Неколку минути подоцна, еден од нив се приближува цврсто до новинарката и почнува да прави движења, симулирајќи сексуален однос. Впрочем, според зборовите на Лабел, она што камерата го запишала е само мал дел од она што се случувало со неа. Имаме право да работиме насекаде без да бидеме понижени, вели новинарот, цитирано од Daily Mail. На 8 февруари ќе биде кулминацијата на карневалот. За предметниот ден е предвидено спектакуларна процесија. Организаторите на настанот препорача на луѓето да не учествуваат во него облечени во костуми на витези, каубојци и терористи. Светската здравствена организација предупреди дека и Европа може да се најде на ударот на опасниот вирус Зика, а особено јужниот дел, каде што различни видови комарци може да го пренесат овој вирус. За сега вирусот се проширува во Бразил и Јужна Америка, благодарение на различните видови комарци кои се ретки во Европа, но Светската здравствена организација предупреди дека уште еден вид комарци, кои често се наоѓаат во подрачјето на Медитеранот, може да бидат преносители на вирусот, пренесува британскиот Daily Mail. Меѓу земјите каде што тој вид на комарци се наоѓа се и Хрватска, Франција, Грција, Италија, Малта, Словенија, Шпанија и Швајцарија, покажуваат податоците за превенција и контрола на болести. Некогашниот шведски тенисер Мац Виландер смета дека Новак Џоковиќ ќе владее со светскиот тенис во следните 5 години. Доминацијата на Новак би можела да изгледа како на Федерер, кога во текот на 3-4 години освои се што можеше. Тој период би можел да трае 4 или 5 години, а Новак досвои по 3 Грен Слема годишно. Сите останати се далеку од него, вели Виландер. Тој истакна дека Џоковиќ не е гостин на земјата само поради победите. Победите се сега само мал дел од неговиот живот, така изгледа. Тој стана татко, има своја диета, своји вежби, се бави со јога, игра тенис, се надпреварува и вредно тренира. Тој не е само поради победа на земјата, нагласи Виландер. Поранешниот председател на Формула 1, тимот на Ферари, изјави дека здравствената состојба на седумкратниот шампион во Формула 1, Михаел Шумахер, не е добра. Имаме новости и за жал тие не се добри, изјавил накратко поранешниот челник на Ферари, без да открива дополнителни детали.
Животот е чуден, тој беше фантастичен возач и имаше само една несреќа во Ферари во 1999 година, додал председателот. Според последните податоци, Михаел Шумахер е во својот дом во Швајцарија, каде што постојано прима интензивна терапија. Германскиот возач на 29 декември во 2013 година претрпе несреќа на скијање во Франција, после која со месеци беше во индуцирана кома, од која беше разбуден во јуни 2014 година, кога од Гренобол беше преместен во Лозана. Во несреќата Шумахер претрпе сериозни оштетувања на мозокот и животот му е загрозен. Официјални информации за неговото здравје се многу ретки. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Останете и понатаму со програмата на Канал Плюс и проследете го третиот Дневник. Пријатна вечер.